Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. На самиот почеток сакам веднаш да ми одговорите со Библија дали со Библија може да ми одговорите каков облик има земјата. Кај беше? Ајде, барајте. Дваесет стих? Да, 22 стих. Повели, прочитай го, сакаш? Ајде, да. Кој седи на кругот на земјата, а оние што живеат на неа се како скакалци пред него. Ајде да прочитаме, благодарам. Да го прочитам јас, за да се сними. Значи, првиот одговор, Исаја 40 глава, 22 стих, зборувајќи за Господа, тој е оној кој седи над кругот на земјата, а оние што живеат на неа се како скакалци пред него, тој ги распослал небесата како тенко платно и ги распнал како шатор за живење. Одиме и во книгата за Јов, 26.7. Прво 26.7, па потоа 2.2. Да видиме што пишува таму. Овој превод ми вели, тој го послал северот над празнината и ја закачил земјата за ништо. Тој е релевантен стих. Значи, земјата е обесена за ништо. Како е тоа можно? Јов 2 глава, 2 стих. Што пишува тука? И му рече Господ на ѓаволот, од каде дојде? И ѓаволот од каде дошол? Кој свет го представувал ѓаволот на тоа вселенско собрание? Го представувал нашиот свет. Зошто? Бидејќи тој го узурпирал онаа власт што му била дадена на Адама, тој ја украл. Адам на некој начин со падот во грев се откажал од власта и достоинството што му биле дадени. Ѓаволот рече му на Господе, одев по земјата и ја обиколив. Добро. Дали овие одговори се доволни? Што мислите? За мене се доволни, од секојаш и биле, бидејќи и во текстот во Исаија, каде што споменува круг, еврејскиот збор употребен таму, буквално, некои велат сега, стршјаци за еврејски јазик, дека значи како топка, значи тродимензионално, како сфера. Дека истиот збор е употребен при давањето на законот од Синај, каде што ангелите имале еден, така биле видливо како да направиле, како да прават шатор, значи тродимензионална сфера на планината Синај, кога Господ го кажувал законот. Во ред, кога споменав дека денес сакам нешто да зборувам во врска со рамната земја, целта не ми е да докажувам дали земјата е рамна или обла или кружна, туку
Целта ми е да нагласам некои духовни принципи кои што очигледно не се познати и дури и ден денес и во 21. век на многу верници им не достигаат овие принципи, затоа што заблудата наречена рамна земја е нешто што заведе не само многу илјадници христијани во изминативе 10 години, туку забележав дека заведе и многу адвентисти. Може би не толку многу, ама заведе и многу адвентисти. И веднаш да кажам, дали можеш да бидеш адвентист и да веруваш во рамна земја? Што мислите? Зошто не? Сега, според Библијата, значи, доста се и овие стихови. Не можеш да бидеш воопшто верник во Библијата и да веруваш во рамна земја. Стиховите што ги прочитавме. Меѓутоа, Елена Вајт е премногу јасна по ова прашање, така што, ако некој верува во рамна земја, тој треба да ја отфрли Елена Вајт. Како што пријателот што му се противеше на Дојчина пред 2 саботи во врска со 7 труби, тој отворено и кажа дека не верува во Елена Вајт. Да се сетиме на визијата на Елена Вајт, така наречената астрономска визија, како што е наречена во адвентистичката историја, иако тука немаме детали, сите детали од визијата нема да ги прочитам. Значи, се работи за визија што Елена Вајт ја примила многу рано во незиниот живот и служба, некаде ноември 1846 година. Патам речено таа година на 30. август, значи на денешен ден, стапила во брак со Джеймс Уајт на нејзина 19 годишна возраст. И значи 3 месеци подоцна во ноември ја добива така наречената астрономска визија, каде се случува, таа визија се случува во едно градче наречено Топшам во државата Мејн, каде што учествувале на некоја конференција, на еден собор, така да речеме. И во таа прилика, бидејќи се уште била и како млада девојка и подоцна, се уште била со многу кревко и слабо здравје, Елена Вајт се разболува за време на тој собор, за време на таа конференција и дури толку било сериозно што паднала во несвест. Често пати ја фаќале значи кризи, здравствени кризи и знаела да падне во несвест, да се онесвести. Останатите верници што биле собрани на тоа место почнале да се молат на Господа и кога Елена се освестила, веднаш забележале дека, иако е освестена, дека е одсутна од нив, од незиното обкружување, затоа што во тој момент веднаш почнала да гледа видение од Господа. Видението било за светиот град, значи за Новиот Ерусалим, и сега ќе почнем некаде од средина, нема да читам се. Во цитатот се наоѓа во рани списи, во македонскиот превод 31-та страница, во оригиналот е 39-та и 40-та страница, овде е 31-та и 32-та страница. Бидејќи се ова убави зборови, би сакал да ги прочитам. Во светиот град владее совршен ред и хармонија, како поинаку. Нешто што го нема на земјава тука. Совршен ред и хармонија. Го нема ни во Јапонија, ни во Германија, ни во Швајцарија, ни во најточните така народи и земји. А за кај нас овде каде не зборуваме. Секој ангел, сега кажува пример за совршен ред и хармонија, секој ангел кој добива налог да ја посети земјата, има златна картичка која ја покажува на ангелите крај вратата од градот.
Значи, излез од земјата, од граница, од златна картичка. Видите колко е... Значи, таму работите функционираат многу опипливо, многу материјално. Како кај нас тука. Значи, небесното царство е многу реално нешто. Не е некоја фантазија, живот во облаци или не знам како се поинаку. Тоа е нешто многу реално, многу опипливо како и нашиот тукашен живот. Само што нашиот тукашен живот е полн со грев, страдања, болести, несовршенство, еден куп проблеми. Како последица на гревот. И при влезот, и при излезот од градот покажува златна картичка. Замислите. Покажува документ. Аузвайс. Идентификација. Па не му треба да докаже кој е он, меѓутоа дека има налог, дека сум пратен од Господа да ја посетам земјата. Значи, докажувам, покажувам, имам налог. Значи, од кого ја добил таа златна картичка? Од кого ја добил? Прочитавме, секој ангел кој добива налог, кој е тој што го издава? Кој му командува на ангелот да ја посети земјата? Да не посети нас? Значи, може да замислите дека Исус им дава златни картички на ангелите, за да дојде да посети тебе, некој ангел, или пророкот Даниел, или Захарија, што читавме и вчера, во храмот, во Ерусалим. Или за било која функција што некој ангел треба да ја врши, да ја изврши за земјата, да го изврши тој налог. Понатаму вели, небото е прекрасно место. Јас копнеам да бидам таму и да го наблюдувам својот драг спасител кој го дал животот за мене и да се преобразам во неговото славно обличие. О, кога би постоеле зборови со кои би можела да ја искажам сета слава и сјај на идниот свет. Што обои зборови? Ова што го опишува не само во незините визии, оно што го читаме во Библијата и од древните пророци, апостолите, сето тоа е наречено идниот свет. Тоа е иднина. Тоа е нашата иднина. Дали со вера чувствувате дека е тоа вашата иднина, твоја лична иднина? Значи, едно да речеш, добро, тоа е иднината, ќе има нова земја, ќе и така натаму. Сега, дали ја ќе видам таму? Не знам, ќе видим. Не сум сигурен. А друго е со вера, уште сега, со вера да го чувствуваш тоа, како твоја лична иднина. Жеднеам за изворите на жива вода, кој што градот на нашиот Бог го прават толку пријатен. Сакате да го посетите Божиот град, небесниот Ерусалим? Кога би можеле да отидете на 7-дневен одмор во новиот Ерусалим, би сакале? Значи ти сакаш да се преселиш, сакаш да емигрираш таму. Значи не сакаш да отидеш таму на посета, на одмор, току сакаш да емигрираш таму. Откако ќе го посети, ја затоа го постави прашањето дали би сакале да отидете на кратко време во новиот Ерусалим и потоа да се вратите овдека. А што мислите,
кога Јарков 7 дена, тоа ќе ви изгледа цела вечност таму, 7 дена. Еве еден ден да биде. Дали, како се чувствувате кога после ќе се враќате на оваа земја? Да ви кажам, јас да речем таму 87 година, се сеќавам, кога се враќавме од Грција, и тука влегуваме во Чаир, односно автокоманда, тука автопатот, па железара, и тука, и кога веќе се спуштаме во Чаир, кога ги видам тие чаирските згради, ме фаќаше една језа. Само затоа што од поубаво место се враќам во Чаир. Сега, може да се споменете еден куп вакви примери, што сте ги имали во животот. Да не споменам други, како се чувствувал после враќање од некои други патувања. Многу подалечни. Туку, Елена Вајд вели, често пати вели, кога се враќав, вели, кога се спуштав, го опишува, се враќа века со болно, со тешка душа, со тешко срце во овој мрачен свет. Значи, овој свет е, замислите, колку и да е сончево, колку и да е светло, денес, слава Богу, и посвежо, за разлика од минатите 2 дена, овој свет е мрачен. Како изгледа новиот Ерусалим, ако ова е на пладне тука, е нешто мрачно. Небото е прекрасно место. И сега понатаму вели, Господ ми овозможи да видам и други светови. Кои се овие? Ми беа дадени крилја, не овакви пердувски, какви ќе видиме. Спасени били па видели. И што користат ангелите за своите вселенски патувања, да. Галактички патувања. Ми беа дадени крилја и еден ангел ми придружуваше од градот до едно блескаво величенствено место. Тревата тука беше свежо зелена, додека птиците црцореа милна песна. Жителите на тоа место беа од сите големини, благородни, величенствени и прекрасни. Значи, таа вели дека ова е некој друг свет. Во нивните црти, во потполност се согледува, се одразува, вели оригиналот, Исусовиот лик, а лицата им зрачеа со света радост, која ја изразуваше слободата и среќата на тој свет. Че што посетили на кога вели друг свет? До некоја планета. И тоа некоја ексопланета, како што денес ги нарекуваат. Не планета од нашиот сончев систем. Нешто многу далечно, да, од галаксија, така. Запрашав еден од нив, од жителите на тој свет, зошто се тие толку многу попрекрасни од жителите на земјата, од нас овдека, значи? Зошто? Одговорот гласеше: ние сме живееле, сега еден од жителите на ексопланета, и одговора на Елена Вајд, која што во дух го посетува тој свет. Ние сме живееле во потполна послушност кон Божиите заповеди. Не сме паднале во непокорност, како оние на земјата. Замислите, ние сме единствениот свет. Црната овца. Загубената овца. Единствениот свет кој што му сгреши на Господа, кој што ја престапи неговата заповед. Има многу други светови, чии што жители го имале истиот испит на послушност, и сега таа продолжува и вели, потоа забележав 2 дрвја. Каде го за каде зборува?
на тој свет што го посетува. Потоа забележав две дрвја. Едното изгледаше многу слично на дрвото на животот во градот. Сега прави споредба, значи, едното дрво што го видов на таа планета е слично со дрвото што го видов во небесниот Ерусалим. Значи, тоа се две различни места. Небесниот Ерусалим и овој друг свет, кој што никогаш не сгрешил, се две различни места. Плодовите на обете дрвја изгледаа прекрасно, меѓутоа од едно од двете дрвја им беше забрането да јадат. Во тој свет, така? Тогаш ангелот придружник ми рече: никој од овдешните жители не вкусил од плодот на забранетото дрво. Замислите, тие колку време тие живеа таму? Илјадници години? Може би многу повеќе. И цело време таму на нивната планета стојат две дрвја. Од едното јадат дрвото на животот и затоа се вечно млади и вечно живи. А од другото им е забрането да јадат. И до ден денес никој не вкусил од тоа забранетото дрво. А сега и знаат што ќе се случи ако вкусат. Сега знаат. Од каде знаат? Од нас. Ние сме театарот. Ние сме филмот. Историјата на нашиот свет е филмот што го гледаат и знаат. Никој од овдешните жители не вкусил од плодот на забранетото дрво, вели ангелот. Да вкусиле, и тие би паднале. И сега овие се попознати зборови. Потоа бев пренесена на една планета која што имаше 7 месечини. Сега ова некој трет свет. Не таму кај што е градот. Андре, сакаш да запееш нешто? Не таму каде што е градот, не таму каде што сега била, кај што ги видела двете дрвја, туку сега на некоја трета планета, што имала 7 месечини. Кого сретнала таму? Таму го видов, сега забележите израз, таму го видов добриот стар Енох. Меѓутоа бил стар Енох. Да, над 5000 години е стар. Постар од Илија, свети Илија е над 3000, односно близу 3000 години стар, тука 28 века, например, и никогаш не умрел. Енох е многу постар од него, да речеме над 5000 години стар, и никогаш не умрел, но како изгледа Енох? Даниел, ти имаш 66 години? Како изгледал Енох на 66 години? На 65 го добил првиот син. Да речеме како Благојче изгледал. Ако не и помлад. Таму го видев добриот стар Енох, кој беше земен на небото преобразен. Во десната рака држаше прекрасна палма, на секој неизин лист пишуваше победа. Врз главата имаше бел сјаен венец, составен од листови и на секој таков лист во средината пишуваше чистота. Венецот беше подрабен со разнобојни драги камења, кои блескаа посјајно од звездите, и фрлајќи го блесокот на буквите, тие уште повеќе камењата се истекнуваа. Краевите на венецот на тилот на неговата глава, на Еноховата глава, беа споени со лента на која беше испишано светост. Над венецот стоеше круна поблескава од сонцето. Го прашав дали е тоа неговото постојано живеалиште откако се вознел од земјата, значи таа планета. Не, одговори тој, градот е моето живеалиште.
Значи, небесниот Ерусалим, каде што Даниел сака да емигрира. Градот е моето живеалиште. Овде дојдов само во посета. Значи, гледате, туристичките патувања од Новиот Ерусалим со посредство на ангели, како туристичка агенција, се меѓугалактички патувања. Ке посетувате други светови, други планети. Да не го спомням пак Илон Маск. Но само да завршам. Елена Вајд ја завршува оваа визија со зборовите: сепак тој и тука толку слободно се движеше како да е во својот дом. После сето ова, замислите, таа е омажена, млада, 19 години, жена. Го замолив мојот ангел придружник, што? Да ми дозволи тука да останам. Абе, каков Джеймс, каков маж, каков брак, какви бакрат? 19 години, и што би рекле, животот е пред тебе. Младост. И ти уште тогаш сакаш да го напуштиш овој свет, односно веќе да не се враќаш тука. Зошто? Што е тоа толку убаво таму? Да добиваш такви желби, дури и ако имаш 19 години? Што има толку убаво таму? Продолжува и вели: не можев да ја поднесам помислата повторно да се вратам во овој мрачен свет. А нас не се напушта овој свет. Но ангелот ми рече: мораш да се вратиш и ако останеш верна, ќе имаш предимство заедно со 144.000 да ги посетуваш сите светови и да ги наблюдуваш делата на Божиите раце. Сите светови. Замислите, ќе посетите целата Вселена и ќе има доволно време, ќе имате доволно долг живот за сето тоа, бидејќи никогаш нема да стареете и никогаш нема да умрете. Ќе имате време да ги посетите сите светови во целата Божија Вселена. Каква величенствена иднина! И од сето тоа, ѓаволот кој што го знае тоа, тој живеел во градот, тој знае како било таму, сака да не лиши од сето тоа, да не упропасти. Зошто? Затоа што ни завидува. Господ за нас ги обезбедил становите. Значи, замисли, имате стан таму. Имаш стан таму. Не знам дали ќе пишу, дали веќе сега пишува таму на станот. Дали пишува Зоран, Зорица. Не знам дали сега се така резервирани тие станови, меѓутоа верувајте дека се, без оглед дали пишува нешто таму на нив. Верувајте дека се, бидејќи Господ самиот рече: одам да ви приготвам место. И имам намера да кога ќе се вратам, да ве земам и да бидете таму, во тие станови. Да бидете секогаш таму каде што сум јас. Од таа иднина сака Господ да не лиши, ѓаволот сака да не лиши, затоа што ни завидува, бидејќи
За нас е тоа обезбедено, осигурено со Христовата жртва и само преку невера, а неверата има многу форми, не само да исповедам дека не верувам, туку и да ако исповедам дека верувам, на грешам, намерно грешам, сакам да уживам во грев, преку невера во сите нејзини форми да не одвои од таа иднина, за да бидеме и ние заедно со него фрлени и неговите паднати ангели фрлени во огненото езеро. Тоа е тоа што тој го сака, а ова е тоа што Господ го сака. И што е од сето ова за нас важно? Значи, како што гледате, величенствените описи што само Елена Вајт ги има напишено за небесните светови, се нешто неспоиво со теоријата за рамна земја. Меѓутоа, целта зашто ја споменувам оваа тема не е самата рамна или обла земја, обликот на планетите, на Вселената воопшто, туку некои духовни принципи кои што на мнозина, како што праксата покажа, и со ковидот праксата покажа дека дури и на мнозина адвентисти им фалат некои битни духовни принципи. Еден таков принцип, познат, секако сме го читале многу пати, сме го кажувале многу пати, се наоѓа во посланието до Колосјаните, 2 глава, 8 стих. Браќа, вели апостол Павле, Колосјаните 2 глава, 8 стих. Браќа, пазете некој, кој е овој некој? Било кој, тоа е точниот одговор. Пазете некој да не ве заведе со што? Со филозофија. Има и многу филозофи денес, така. Доктор теологија и филозофија. Со филозофија и со празна измама. Видите, и ова е битно. Празна измама. Што се потпира на човечкото предание, на елементите на светот, а не по Христос. А не според Христа. Значи, се што е спротивно на Христа. На друго место вели да не бидеме како мали деца кои што ги лулее, што? Секој ветер на лажна наука. Не ми текна на памет, ајде да го побараме. Овој беше 2.8. Меѓутоа сакам да го најдеме и овој другиот. Во Ефесијаните беше тој. Да, луле, ветер на лажна наука. Го најдевте? Го најде некој? Кај беше стихот што вели да не ве луле, да не бидеме како мали деца кои што ги луле секој ветер на лажна наука. Го памтите тој стих?
4.14. Точно. Та да не бидеме веќе мали деца што ги лула и занесува секој ветар на лажните учења. Преку човечките заблуди во лукавството на измама кон заблуда. И понатаму 15. Туку во љубов, со љубов држејќи се за вистината, во секој поглед да растеме во оној кој е глава, Христос. Јас сакав да споделам уште еден цитат од Елена Вајт, еден пократок, кој што се наоѓа во едно нејзино писмо, значи не е од некоја книга, од нејзините објавени книги. Тоа е писмото под број 167 од 1900 година. Поточно писмо што Елена Вајт го напишала на 23. март 1900 година, упатено до некој си брат, не знам дали е тоа поранешниот председател на Генералната конференција од тоа време, Ирвин, само неговото презиме е наведено тука. Изгледа тој ја прашувал незе, сестра Вајт, што имаш да кажеш во врска со меѓународната датумска граница, па кога е сабота, како да се слави сабота на тие краишта, или додека патуваш преку Пацифичкиот океан и така натаму. Бидејќи тоа создавало и се уште создава. Меѓународната датумска граница создава проблеми за држење сабота. И сега нема ја за тоа да зборувам, туку само еден краток исечок од нејзиниот цитат од ова писмо, кој што вели вака: Господ починал во седмиот ден и го издвоил тој ден за човекот да го држи во чест на неговото, Божиото создавање на небото и на земјата за 6 буквални дена. Тој го благословил и го посветил и го направил свет денот за одмор. Понатаму вели, Господ ја создал саботата за, се ова најдобро ќе го преведам, за еден кружен свет или топчест свет. Само Елена Вајт кажува каков е светот во кој што живееме. И кога седмиот ден доаѓа за нас во тој кружен свет, под контрола на сонцето кој што управува со денот, тогаш за нас представува времето кога во сите земји и држави можеме да ја празнуваме саботата. И сега понатаму коментира како да се прави тоа во поларните области, каде што е 6 месеци ден и 6 месеци ноќ, и така натаму да не го читаме тоа. Целта ми беше само за дека Елена Вајт на друго место кажува дека нашиот свет е кружен или е топчест. Што е тука битното? Битното во суштина не е самата форма на нашата планета. Тоа само по себе не е тоа е битно, но не е толку битно. Битното е ова што го прочитавме. Браќа, никој да не ве заведе со што? Со филозофија. Тој некој што може да ве заведе со филозофија и со празна измама. Значи, може да не е филозофија, но е празна измама. Значи, некој да ве заведе да наседнете на нешто што е лага и што е грев. И вели внимавајте. Зошто? Што е проблемот? И да не бидеме мали деца кои што ги луле секој ветар на лажните учења. Значи, секој ветар. Значи, било кој. Не постои на едно друго место, Елена Вајт вели дека
ереста никогаш не е безазлена, безопасна. Значи, било која лага, ако наседнеш и прифатиш било која лага, тоа не е безопасно. Не е сеедно. Дори и прашање од типот дали земјата е рамна. Дали американците биле на месечината? Што сакам да кажам? Зошто дури и такви банални прашања, па ние до сега сигурно сме биле лажени еден куп историски учебници, школски учебници, знаеме дека во биологија не лажат, знаеме дека во историјата лажат. Но што е сега битното тука? За верниците, за христијаните, што е битното? Битното е кога ќе одговориме на прашањето кој е овој некој? Кој е овој некој? Браќа, гледайте некој да не ве заведе. Со филозофија или со празна измама според елементите на светот, а спротивно, според човечкото предание, елементите на светот, а спротивно на Христа. Значи, тоа е битното. Спротивно на Христа е битното. Секоја ерес се противи на Божјата реч. Е спротивна на Христа. Зошто тоа се случува? Кој е овој некој што може да те заведе за било што, дури за нешто најбанално, тривијално, споредно? Кој е овој некој што може да те заведе? Ако речеме ѓаволот, па добро, како што вели еден проповедник, ѓаволот повеќето од нас лично и не познава. Немал работа ѓаволот со нас. Со нас има работа, околу нас се вртат некои така трет ешалон демончиња, да речем. Ѓаволчиња, да. Лично ѓаволот со нас нема работа. Има работа со други луѓе. Меѓутоа, може би со мене лично никогаш тој лично немал работа. И слава Богу, ако е така. Не барам да има. Овој некој, ако го прогласиме однапред за некој непријател, лесно е да се браниме од него. Значи, ако некој дојде на катедра и ви каже: браќа и сестри, јас вчера присуствував на спиритистичка сеанса, каде што ми се јави духот на татко ми, да речеме, нека не биде да каже отворено, ми се јави ѓаволот или демонот, или Велзевул, или Молох, и ми рече така и така. Тоа, ако така нешто ви рече, ќе верувате? Не. Меѓутоа, кога е опасно да наседнете на некоја лага? Ако ја кажува кој? Непријателот? Кој ако ја кажува? Тој кој што ти е, колку ти е поблизок и поомилен, проповедник ли? Говорник? Лидер? Председател? Фирер? Другар? Другарица? Знаете, порано во комунизмот сопругите ги нарекуваат другарица. Значи, тој и негова другарица. Значи, брачен другар. Кога полесно ќе наседнеш? На заблуда или лага? Адам од кого наседна? Не ми е зборот да кажам дека жените се виновни. Простачки заклучок. Туку од оној што му бил близок. Адам немал други луѓе, меѓутоа од блискиот, оној во кого имаш доверба. И од кого најмногу боли разочарувањето? Од оној во кој што си имал доверба. И после тоа, да. Значи, битно е ова некој.
Зошто се случи ова ујдурма, наречена рамна земја, која што почна според изворите што ја ги проучував пролета 2016 година? Јас тогаш забележав, значи прв пат ја забележав оваа дискусија околу обликот на земјата некаде април 2016 година. И неку целата пропаганда започнува година дена пред тоа 2015 година. Не се сеќавам точно. Ме заинтересира и мене, зошто оно што повеќе ме заинтересира, ја брзо видов дека рамноземјашите, оние што ја застапува рамната земја, нивните аргументи се на многу стаклени нозе. Некој дури покажа елементарно непознавање на физика. Значи, денешни одлични седмооделенци би им се смееле на некои возрастни, дури адвентисти имаше такви, кои што, значи, тропа ноторни глупости. Не разбира основни поими од механика, гравитација и така натаму. Забележав дека пропагандата за рамна земја се шири не толку заради некои научни аргументи, туку се шири како да е некоја нова ерес. Значи, повеќе се фаќа за Библија, нејзините застапници, значи како антитринитарците, како било која ерес. Се фаќаш за Библија и фанатично сега го тврдиш тоа ново учење и така натаму. Погрешно толкувајќи многу стихови, се разбира. Забележав кога ја проучував темата, повеќе ме интересираше од што започна одеднаш оваа дебата, оваа дискусија. Што се случи за да одеднаш 2015 година започне во толку широки размери цела една дискусија за тоа каков е обликот на нашата планета и тоа во 21. век. И го копав тоа и открив. Открив дека пропагандата за рамна земја представува проект на две американски безбедносни агенции, на CIA и на NSA, National Security Agency, Национална сигурносна агенција, која што беше формирана и таа после 11 септември како по-нова. Така што сега Соединетите американски држави има 3 безбедносни агенции. CIA, FBI и ова NSA, NSA. Бидејќи се пишува така, NSA на латиница, и мнозина, некои па не го разбираат тоа, па мислеа дека се работи за НАСА, заради сличноста на буквите, но не. Значи, рамната земја нема врска со НАСА, туку со овие две безбедносни агенции. Проектот беше представен како така наречен социјален експеримент. И сега ја кога ги поврзувам точките си велам, значи пропагандата за рамната земја, значи некоја тема која што навистина изгледа небитна. Што е битно за спасение, што е битно за живење? Дали за секојдневниот живот ти е битно дали живееш на рамна земја или на кружна земја? Меѓутоа, Елена Вајд вели дека ниту една ерес не е безопасна, значи некоја најбагателна лага, небитна. И апостол Павле вели, гледате некој да не ве заведе ни со празна измама. Празна измама. Значи нешто бадијал, ама напразно, ама е измама, и тоа е измама, лага е. Зошто? Тоа сакам да го откриеме. Значи, пред да се направи големиот социјален инженеринг, наречен пандемија COVID-19, сатанските министерства прво организираа проект Рамна земја. Значи, прво го проверија, го испитаа пулсот, колку светското население ќе наседне на ваква лага, за да после му ја продадеме битната лага.
И како се приближува времето до крајот, се побитна и побитна до самиот жик на зверот. Не само тоа, не се сеќавам точно, мислам дека беше при крајот на 2014 година или почетокот на 15 година, пред да почине американскиот режисер Стенли Кюбрик. Сте чули за него? Тој даде една предсмртна изјава, исповед, која што нанесе огромна штета, не само на НАСА, нанесе штета на Соединетите американски држави како нација. Поголема од Сноуденовци и не знам кои и овој Асанж и било кои други свиркачи, така наречени. Тој пред својата пресмртна постела, значи совеста не му даваше да умре со таа тајна, сакаше да се исповеда и пред целиот свет се исповеда дека одењето на месечината беше лажирано, дека тој самиот беше режисерот што го лажираше, учествуваше во тоа лажирање. И тоа беше, значи, огромна штета. И сега ЦИА веднаш побрза да го активира овој проект Рамна земја, на која што наседна како постои оној израз, како наивни невести или како е тој израз, како кокошки, како наседна илјадници, кај илјадници христијани наседна, прочитавме и библиски текстови против оваа глупост, туку и некои адвентисти наседна на тоа, како никојаш да не ја читале на Навај. Епа, после тоа ќе биде полесно да наседнеш на ковид вакцината. Бидејќи и така денес не се чита Елена Вајд. И така. Денес авторитетот не е духот на пророштвото во денешната црква. Туку авторитетот е кој брат Коце? Доктор филозофија и теологија. Токму така. Суштината е овој некој. Овој некој. И сега, значи, колку е можно повеќе да се санира штетата, дека направена со признанието на Стенли Кюбрик, дека одењето на месечината е лажирано, па сега, колку што е можно повеќе да наседнеме, колку што е можно повеќе, особено библијаши, христијани, да поверуваат во рамна земја, па кога утре-заутре некој ќе рече, и некој што не е рамноземјаш, кога утре-заутре некој ќе рече дека одењето на месечината е лажирано, другите да речат, ти си рамноземјаш. Значи, да биде дискредитиран, значи, да се подметне кукавичкото јајце, и да биде дискредитиран утре, да изгледа, значи, како стереотип, да изгледа како срамота, како брука. Ако утре некој го негира одењето на месечината, што и тоа е само по себе небитно прашање, дали биле или не биле на месечината, но да му биде закачана етикетата, ти си како овие рамноземјаши што го негираат одењето на месечината, значи да те дискредитира и тебе како нив. Значи ти си глуп како нив. Значи типичен спин, како да се санира колку што е можно повеќе јавната штета, јавната брука и срам за една така голема лага, како што беше одењето на месечината во 60-те и 70-те години од минатиот век. Но тоа не е битното. Оно што е битното е повторно прашањето кој е овој некој, односно кому му веруваме. Кому му веруваме? И зашто е ова битно? Дали во вашиот живот, ќе продолжам следната сабота со оваа тема, само повеќе нема да споменувам облици на земјата.
дали во вашиот живот постојат непогрешливи папи? Значи, дали во вашиот живот, за тебе лично, секој поединечно, дали постои некој авторитет? Може да биде некој проповедник, може да биде особено омилен проповедник. Така? Може да биде, како што кажав и порано, било кој. Може да биде твојата црква, твојата црковна управа, генерална конференција, светиот синод, буквално светиот отец, папа, ил папа ностри. Дали постои некој авторитет на кого си спремен безпоговорно да му веруваш, не критички да прифаќаш се што тој кажува, затоа што тој е твојот омилен авторитет? Тоа е прашањето. Ако постои таков, пример, ако сум ви јас на некој таков, ако некој мене безрезервно ми верува се што кажува од ова место, тогаш јас за таквиот сум папа. Јас сум неговиот папа. И тогаш може слободно да ми се обраќате со отец. Папа, папа мио. Дали постојат такви авторитети? Знаете, во светот постојат, мислам дека се уште постојат, мислам дека најмногу ги има во Швајцарија, не сум сигурен. Постојат така наречени старокатолици, старокатоличка црква. Таа е одвоена верска заедница, независна од Ватикан. Дали знаете зошто се одвоиле на времето од Ватикан? 1870 година Ватикан, на првиот Ватикански концил, официјално ја прогласи догмата за непогрешливост на папата. Че кога папата официјално зборува екс катедра, тоа е непогрешливо. Значи, ако папата престане да биде папа, како Бенедикт 16, што го натераа на оставка, кога веќе нема да биде папа, или ако е се уште актуелен папа, да речеме во некој приватен разговор со други, таму може да биде погрешлив. Меѓутоа, кога настапува официјално екс катедра, како јас сега сум екс катедра, на латински кажано, или во своите циркуларни посланија, во своите издадени, објавени книги, тој е непогрешлив. Сега имаше многу католици, кои што многу здраворазумни луѓе, кои што не можеа да ја прифатат ова идиотска догма, дека еден смртен грешник на Петровата столица во Рим може да биде непогрешлив. И затоа тие се одвоија од католици, се нарекуваат старокатолици. Не ја прифатија таа догма. Но ние не мора да бидеме католици. Ние не мора да бидеме православни. Ние можеме и сега, еве како најнезависни овде ние, од било каква деноминација, управа, конференција и така натаму. Можеме да имаме омилен авторитет на кој што безрезервно му веруваме. Можеме? Еве, јас се сеќавам кога брат Борче одржа една контрапроповед пред 2 години, на ереста дека Исус ќе дојде 27 година, некој од вас реагира, па сега шо е вистина? Или кому да веруваме? Ја ви прашам, кому треба да верувате? На брат Борче? На пастора Слимовски? На мене? На дедо Стефан? На Хорхе Берголјо, односно сега Лавот, 14. На кому треба да верувате? Постои стандард на кој што треба да му веруваме, безпоговорно, безрезервно. Постои таков отец
кој што на вистина е непогрешлив. Што рече Исус? Никого на земјата не нарекувајте го папа. Што значи папа? Татко. Отец. Бидејќи еден е вашиот Отец на небесата. Кога апостол Павле и Сила и доопшто другите апостоли, но конкретно апостол Павле проповедал во еврејската синагога во Вереја, каде што бевме, некои од нас се сеќавате, 2000 година. Ако таа била таа синагога. Доктор Лука, кој го опишува овој настан во делата на апостолите 17 глава, вели дека таму тие евреи, тие слушатели во синагогата што биле таа сабота, слушајќи го Павла како Павле проповедал една нова наука. Која била новата наука? Дека Месија веќе дошол, дека тоа бил Исус и се друго во врска со него. Дека тој бил проречениот спасител, уште од сите пророци. Евреите се поделиле околу Исуса. Едни го прифатија со радост, други го отфрлија. Уште додека бил на земјата, едни велеа пророк е, други велеа не, ги го лаже народот. Трети што велеа, не знаеме. Ирод дули верел, тоа е Јован Крстител кој што воскреснал од мртви. Тој па суеверно. Подложен на суеверие. Еврејскиот народ бил поделен околу Исуса. Едни за, едни против. И кога апостолите проповедале после Христа, наидувале некаде на прием, некаде на отпор и противење. Кого Лука нарекол мудри? Дали тие што однапред го прифатиле христијанското учење? Ова е големиот рабин наш, Шаул од Тарс. Ова е угледан рабин, ова беше член на Синедрионот, ова е доктор по филозофија. Чим он го кажува тоа, мора да е вистина. А друг би рекол, не, ова е отпадник, секташ, еретик. Ние ќе го слушаме Синедрионот, нашата официјална управа, власт, авторитет, струка. За време ковидот се збореше и тоа, струка. Струката да ја слушаме. Па што не ја слушавте струката? Струката беше Нобеловецот Лук Монтање и таквите како него беа струката, а не партиските идиоти кои што подкупени проповеда и пропагира пропаганда која што сега се покажува со сите страшни последици и смртни случаи на милиони млади луѓе. За постари да не зборувам. Не, ниту овие, ниту оние беа пофалени. Ниту оние што однапред му веруваа на веднаш го прифаќаа Павловото учење, бидејќи така им се свиѓа или затоа што Павле бил учен рабин, за разлика од овие рибариве, Петар и останатите. Павле сепак учен рабин. Значи, ако тој тоа го вели, значи, ке да е вистина дека Исус е вистинскиот Месија. Ке да е вистина чим Павле тоа го вели. Павле е учен рабин. Сега, Петар кога го велеше не верува, пошто Петар е селјак. Рибар. Иако подоцна прв папа, неле. Да. Но ако Павле го кажува, тука има нешто. Не беа пофалени тие што го прифатија Евангелието така безрезервно и некритички, како што не беа пофалени и оние што однапред
со сите своји предрасуди, го отфрлија, затоа што се противи на нивниот авторитет, Синедрионот. Замислите, каква е човечката природа, колку сака да верува на официјални авторитети. Колку чуда направи Исус, и Лазара го воскресна. И после воскресението на Лазар читаме, многу јудејци поверуваа во него, и до ден денес сепак еврејската нација е против Христа. До ден денес, барем официјално. Зошто? Затоа што официјалната управа, затоа што Светиот Синод, затоа што Генералната конференција го отварли. И го прогласи за измамник, кој што со силата на Велзевул правеше чуда. И така натаму. Не е пофален никој кој што однапред си зел и си прифатил да верува на некој свој папа, дали е тоа Синедрионот, дали е тоа апостол Павле, бидејќи бил учен човек, дали е тоа овој или оној, никој од нив не е пофален. Туку е кој пофален? Оние кои што, овие беа помудри од оние во Солун, затоа што овие секој ден го проучуваа писмото, за да видат што? Дали е тоа така? Оние што го проверуваа Павла, се пофалени. Оние што ме проверуваат мене, се пофалени од Господа. Оние што го проверуваат секој авторитет, свештеник, синод, научник, генерална конференција, председател, влада. Оние што проверуваат се пофалени. Сега, за да проверуваш, треба да имаш некој стандард. Кој е твојот папа, твојот стандард, твоето мерило со кое што све друго проверуваш. Како велев за време ковидот пред 4 години. Само во Бога верувам. Се друго проверувам. Браќи и сестри, навистина постои еден непогрешлив папа. И со неговото слово можеме да провериме и да испитуваме и треба се друго и секој друг авторитет. Тој е нашиот небесен Отец. И Отецот на нашиот Господ Исус Христос. Нему нека му е фала и слава вечно. Амин.